Се враќаме во студиото, како што кажавме, тука е господинот Борко Ристовски, новиот министр за спорт на државата. Господин Ристовски, благодариме за вашето учество во студио 10. Мислам дека ова ви е прво појавување откако сте министр за спорт и воопшто од кога постои министерството. Најпред благодарам за поканата. Секогаш е убаво чувството кога сте повикани да разговарате на тема на спорт и иднината на спортот. Од кога сум министер, еднашка бев гостин во една друга емисија, значи ова ми е второ гостин. Второ, добро. Да. Ново министерство за спорт. Зошто имаме сега министерство, а не како до сега агенција за спорт? Што тоа ќе подобри во функционирањето и координација на спортот? Па ќе подобри многу. Најпрво сте присутен на самата влада и учествувате во креирање на самите политики и на некој начин и се борите за спортот директно на самата седница на влада или во самото учество на влада. Значи, кога беше агенција, може било кој проблем или ваше поберување да биде ставено, не знам, на точка 150 и да се дискутира на таа тема, ова е само како еден од примерите, да се дискутира на таа тема можеби 10 минути и да се поддржи точката и да не се поддржи. Доека кога сте дел од влада, земате активно учество во самата дискусија за таа точка, вие ја предлагате таа точка, вие дебатирате, вие ја браните, ги браните оние работи за кои што сте ставиле во точката да дискутирате и да подобрите, така да од таа страна многу голем е бенефитот, од другата страна, значи, институционално сме сега веќе многу посилни, спортот е многу посилен, располагате со свој буџет кој што се борите повторно на самата влада, директно имате контрола над се, не чекате пари дали од влада, дали од, не знам, од игри на среќа и така натаму. Од друга страна, сите спортисти и спортски работници ќе имаат свој дом, ќе имаат место каде што можат во било кое време на било која тема да дојдат да поразговараат, да го решат проблемот, затоа што кога сте министерство, ингеренциите за делување во спортот се многу поголеми, така да од многу аспекти министерството е еден огромен исчекор за Македонија што се однесува во спортот и во како треба да изгледа спортот во оваа држава. Да, кога зборуваме за министерството, ова е ново министерство, како што знаеме дека според информациите го чекаме ребалансот на буџетот за да добиете конкретен буџет, да добиете простори или како ќе биде тоа организирано, не знам, од каде сте сега во простори, сега настапувате од просториите на агенцијата за спорт, делувате? Да, ние сме во просториите на агенцијата поранешно за спорт и млади, сега Министерство за спорт. Има работи технички кои што ние функционираме како министерство неполни 2 недели. Има некои работи технички кои мора да се завршат за да бидеме 100% функционални. Ние сме функционални, тоа 100%. Што се однесува до буџетот, ние го наследуваме буџетот кој што е оставен од агенцијата на млади и спорт и со ребалансот ќе добиеме свој буџет, екстра буџет кој што веќе предадовме пресметки за ребаланс во буџетот и мислам дека на втората седница на влада веќе се расправа за ребаланс на буџетот. Да. Тоа е една од придобивките кои што министерството ги носи затоа што ќе може да дискутирате и дебатирате на тема буџет во конкретниот случај и да се борите за својот буџет на самата влада. Што е со вработените во агенцијата? Тие сега преминуваат во министерството? Да, ги преземавме сите вработени во агенцијата за млади спорт, од агенцијата за млади спорт во министерството, освен оние 4 кои што се во сектор млади, кои што ќе одат во Министерство за социјална политика и демографија. Така да остануваме со тие кои што ги наследивме, нормално со новата систематизација, бидејќи министерство мора да има и нова систематизација, нашето министерство во догледно време треба да изгледа многу посериозно, многу поекипирано, многу поструктурно наместено како што треба да изгледа министерство за разлика од агенцијата. Така да за почеток почнуваме со истите вработени кои што ги преземаме од агенцијата за млади спорт, а како ќе оградиме министерството чекор по чекор, така и нормално и секторите ќе се кои што се во функција на спортот и развивање на спортот ќе се
ќе се прошируваат или нема толку да се прошируваат, меѓутоа различно ќе се наместа затоа што новата систематизација мора да биде функционална. Сегашната систематизација или што беше на Агенцијата за млади и спорт е апсолутно нефункционална. Така да полека градиме нешто кое што треба да биде една сериозна институција, во која што ќе се решаваат сите проблеми на сите спортски работници и на крај на денот една институција која што ќе креира политики за развој на спортот. Да, ајде да навлеземе малку во детали, бидејќи зборуваме сега дека Министерството треба да има нова политика, нови приоритети за разлика од агенцијата. Па кои ќе бидат тие приоритети? Што ќе направите поразлично, ајде да речеме, од тоа што досега правеше Агенцијата за млади и спорт? Па се ќе биде поразлично, затоа што сите сме свесни во каква состојба ни е спортот во овој момент. Нашата стратегија, која што можам да кажам дека во наредните 2 недели ќе биде готова, ќе се состои од комплетно инвестирање во млади категории, кои што ќе подразбира од програма за почнувајќи од градинките, средна школа, се до професионалниот спорт, значи ќе направиме една таква развојна програма која што ќе значи да ги опфатиме сите сегменти најпрво на младите, затоа што ние колку и да сакаме да градиме, видите, има повеќе сегменти во делот на спорт. Едното се развојот на младите кои што мора да бидат столбот на општество, другиот дел е рекреативниот спорт, имате професионален, врвен спорт и така натаму. Да не оптоваруваме емисијата со толку детали, меѓутоа можам да најавам еден проект кој што ќе биде доста сериозен, доста обемен, ќе значи тестирање на сите оние почнување од најмлади години. Тоа е имаме програма која што ќе се одвива во сите градинки, почнувајќи од градинките, ќе ги опфати сите градинки. Буквално се работи по наши сознанија и што се направивме испитување, се работи за околу 40.000 дечиња, што во приватни, што во државни градинки. На тие дечиња ќе им се овозможи 2 пати во неделата да имаат по 1 час физичка активност, која што ќе значи со програми специјализирани и адаптирани на нивната возраст, за да најпрво и тестирање одредени, за да најпрво ние осознаеме како министерство со што располагаме во државата, со како младина располагаме, што според мене и за мене е еден од приоритетите. Групите ќе бидат поделени конкретно од 2 до 4 години, од 4 до 6, значи ќе бидат и адаптирани тренизите на нивната возраст. Тоа не се тренинзи физички, тоа се тренинзи кои што ќе служат за развој на младите уште од градинките, за да има и одредени тестирања со кои што на крај на тие тестирања ќе имаме едни резултати со каква младина ние располагаме и кон што ќе треба да се насочиме како држава, кон кои спортови. Меѓутоа многу важно е за развиток на младите, затоа што знаеме дека во ова модерно време сите млади се повеќе користат мобилни телефони, се пред телевизорите. Ние сакаме тој момент да го пробаме, да го разбиеме и да уште од млада возраст на дечињата им внесеме некој спортски дух, некој победнички менталитет, за да се развиваат во квалитетни стабилни. До сега тоа беше месечини во градинките, па и во училиштата, во средните, и во основните, и во средните. Некако тоа физичко воспитување беше ставено како нешто да се направи само ради реда, само колку да се помине, додека знаеме дека во некои држави тоа воопшто не е така, дека таму почнува првичната селекција на младите кои понатаму одат и се занимаваат со сериозни спортски активности, се организираат училишни тимови, училишни лиги и така натаму. Зборам за другите држави. Кај нас е некако тоа направено како ајде нека помине, фрлим топка, нека играат и толку. Затоа сакаме да почнеме од најрана возраст и да овие часови еден час кој што ќе се одвива во градинките нема да биде она што досега се правело, и дали се правело и колку се правело, не знам. Меѓутоа, со оваа наша програма ќе има строга контрола од Министерството за спорт, кој што заедно ќе ја правиме оваа програма, заборавив да напоменам, со Факултетот за физичка култура
од Македонија за факултет за физичка култура од Белград, че ќе биде еден проект кој што ќе биде здружен се во интерес на најмладите и верувајте дека ова ќе бидат тестирања кои што ќе ги прави и факултетот за физичка култура и министерството, за да навистина тие дечиња имаат физичка активност и за да вистина тие дечиња видат бенефит од сео на кој што министерството ќе го направи како програма за нивен развој, затоа што вие може да направите програма, меѓутоа било какво, меѓутоа ако нема вистинска контрола на тоа што се прави, дали се прави правилно, нема да има никаков ефект. Јас сум сигурен дека оваа програма ќе биде многу успешна, затоа што планираме како следство на тоа да го развиваме уште повеќе и училишниот спорт, затоа што е една гранка која што следува после ова што го напоменав со родинките. Училишниот спорт сега функционира, меѓутоа функционира на малце поразличен начин од тоа како ние мислиме дека треба да изгледа и да функционира. Така да сакаме да направиме чекор по чекор да се развиваат сите тие дечиња. Веќе сме во преговори со Македонската радиотелевизија да училишните надпревариот и училишен спорт да се пренесува и на телевизија, за ненормално да ги потикнеме тие дечиња да што повеќе се трудат. Значи имаме една програма која што навистина ќе опфаќа се и училишен спорт и универзитетски спорт и потоа оној врвен спорт да го кажеме. Така да многу поразлично ќе биде да ви одговорам конкретно на прашањето што го поставивте, малце поширок воведавме, многу поразлично затоа што и повеќе средства ќе се вложуваат, и повеќе внимание ќе се обрне на младите, и повеќе внимание ќе се обрне на корупцијата, и повеќе внимание ќе се обрне на професионалниот спорт. Така да еден пакет кој што не чека многу работа, сигурен сум дека јас и мојот тим и целото министерство знае, можеме и ќе одговориме на сите предизвици. Да. Ајде малку да поразговараме за проблемите. Имате доста, ми се чини, напластени проблеми кои треба да ги решавате. Еден од нив е проблемот со спортските федерации. Знаеме дека таму има дуплирање на федерации, имаме неактивни федерации кои постојат, кои работат само фиктивно и сето тоа некако ми се чини придонесува за еден хаос во тие спортски активности и координација. Имате ли план некако да го решите? Па имаме, добро ви е прашањето на место, има повеќе федерации кои што се дуплираат од ним разбирливи причини и од што некој си недостаток во законите, што недостаток во корупција, меѓутоа како и да е. Ние планираме да се зафатиме со решавање на тие проблеми и ќе направиме една анализа на кои се фиктивни федерации, кои се вистински федерации и сакам јавно да порачам дека нема да дозволиме да постои нити една федерација која што е фиктивна, која што постои само за некаков си личен профит и по една обемна анализа која што веќе ја почнавме, ќе ги детектираме сите тие федерации и многу едноставно нема да воопшто да даеме дејност спорт на федерација која што нема свој систем на надпревање во македонското во македонски услови, македонско првенство, така да полека ќе самите тие федерации кои што нема да добијат дејност спорт ќе почнуваат да исчезнуваат и оние фиктивни федерации ќе почнуваат да исчезнуваат, кои што се направени во името и во времето на така наречениот ваучерски систем за да може да добијат средства од државата. И мислам дека за многу кратко време... Мислите дека тоа е една од причините поради кои се создадени толку многу федерации? Па да, видите, ова е една спортот е една комплексна гранка која што е заплеткана во некој си систем и во овој момент мислам дека се наоѓа во некој лимбо, затоа што не може до сега барем така беше, не можеше да се најде доволно сила во Агенцијата за млади и спорт да ги реши тие проблеми, меѓутоа сега мислам дека со создавањето на Министерство за спорт, кој што ќе има и поголеми ингеренции и ќе настапува малце поригорозно, ќе ги решиме тие сите проблеми. Да. Добро, еден од исто така проблемите или работите за кои се зборува со години, тоа се проектите, капиталните проекти во спортот. Знаеме дека немаме сега добри услови за изведување на спортски активности ниту на професионално, ниту на рекреативно ниво, дека имаме проблеми со објектите кои пропаѓаат, кои се така оставени. Можеме ли ова некако да го решиме, бидејќи знаеме дека тука веќе треба сериозни финансиски средства?
Ние во нашата програма пред изборите ветивме дека ќе има во делот на спортот ветивме дека има капитални инвестиции и јас тоа планирам да го исполниме. Направивме анализа детална на се она што фали на македонскиот спорт и затоа почнавме со најпрво имаме ставка во буџетот кој што ќе се однесува на реновирање на сите оние сали кои што се за реновирање за да можеме да ги вратиме во живот, да бидат функционални. Не знам дали видовте, меѓутоа почнавме со првиот проект, тоа е реновирање на салата Расадник во Кисела вода, култната сала кај што Вардар ги почна своите победнички патеки, дом на многу спортски екипи од тој дел на Скопје. Почнавме со тој проект, мислам дека ако се биде окей со проектот, мислам дека во септември ќе почне со реновирање на таа сала, комплетно реновирање на таа сала. Ветивме нов комплекс спортски во Газибаба и тој се очекува после нова година да го почнеме. Ветивме нова сала во Битола, го чекаме проектот од општина Битола и со таа сала ќе се почне набрзо. Следната недела веќе во петок одам во инспекција на салите во Прилеп. Има две сали во Прилеп кои што и двете се нефункционални. Да видиме што е проблемот со нив, зашто се нефункционални, колку треба тоа да се вложи, што треба да се направи за да ги направиме функционални, да ги приспособиме да бидат функционални, така да имаме еден стварно ќе почнеме во најбрз можен рок и атлетска стаза во Гевгелија. Така да ќе почнеме еден стварно спортски, да го наречам капитален инвестициски бум кој што ќе се однесува на спортски капитални објекти, затоа што верувате дека не може да зборуваме нити за спорт, за било каков спорт од било која форма, доколку не направиме основни услови за функционирање. Ќе започнеме исто така со реновирање на стадионот кој што е под Министерство за спорт во Тетово, на кој што настапува Тетекс од Тетово. Мислам дека ќе одиме еден чекор понатаму во тоа да направиме една проекција да низ цела Македонија градиме и спортски сали и базени, ги довршиме сите оние проекти кои што се почнати пред повеќе од 5-6 години од Агенцијата за млади спорт, меѓутоа се заглавени сите овие години низ лавиринтите, не знам од кои причини. Така да ќе ги довршиме сите оние проекти кои што се почнати или поголемиот дел кои што се почнати. Базенот во Охрид планираме во најбрз можен рок да почне да се гради повторно, да се доврши она кој што е застанато, мислам дека 5-6 години ништо таму не се работи, да се работи за финансиски средства кои што се одвоени од државата и се застанати на пола. Не знам од кои причини се застанати и не се решава тој проблемот, сигурно има некои проблеми, меѓутоа сите проблеми треба да се решаваат, така да планираме да ги довршиме сите оние базени кои што се почнати од Агенцијата за млади спорт. Никаде и ништо нема да кратиме, затоа што навистина на Македонија и фалат многу спортски игралишта, базени, спортски сали, атлетски стази. Едноставно, она што се направи пред 10 години, 15, истото и сега, буквално нити еден стадион, нити едно игралиште ново не беше отворено. Се зборуваме за малце посериозни сали или игралишта, не зборуваме за зони, фитнес зони кои што... Да, министре, кога зборуваме за изградба на тие капитални проекти, тука има еден друг момент кој се проблематизира. Во минатото го имавме оној проект за изградба на спортски сали низ државата, кога се направија многу спортски сали. Тој исто така беше за време на влада на ВМРО ДПМН и тоа според многу мина беше окей, тие спортски сали недостасува, но потоа се јави еден проблем со одржувањето на тие сали, кој ќе ги одржува, кој ќе стопанисува. Па голем дел од нив нема ладење, грејење, немаше кој да отвори, кој да затвори. Значи такви технички моменти подоцна станаа проблем во стопанисување, координација со нив и така натаму. Значи експертите тогаш велеа не е само да се изгради, туку треба и потоа да се направи план како сето тоа ќе функционира. Точно така. Да се надоврзам на претходната самореченица, па ќе одговорам, значи сегашните сали инфраструктура спортска е истата што е направено тоа време. Значи нити е нешто реновирано, нити е изградена некоја нова. Добра ви е констатацијата дека сите сали кои што беа направени или поголемиот дел од салите беа дадени
на луѓе лошо да ги менаџираат и тоа е еден од проблемите со тој проект, така наречен спортски сали, кој што во тоа време беше направен. Мислам дека сега во овој случај, поучени од претходното искуство, нема да направиме таква грешка. Најпрво, мене приоритети на Министерството е направиме спортски објекти кои што ќе бидат само одржливи, што значи дека нема да бидат голем трошок нити за општината која што некои делови ќе ги стопанисува, нити за Министерството кој што ќе ги стопанисува, значи да не направиме објекти кои што ќе бидат спортски, меѓутоа да креираат дополнителни трошкови. Значи ќе гледаме во најголем број, ако не и во сите, да бидат само одржливи. И сигурен сум дека ќе успееме во тоа, така да внимателно ќе се однесуваме кон тие моменти. Најпрво, ако некој ги зема тие сали под да ги стопанисува, ќе направиме цврсти договори со кои што нема да бидат договори кои што ќе бидат, не знам, на 30 години кои што правеа во претходно, сега ќе бидат краткорочни договори со строга контрола. И ние како Министерство ќе правиме контрола на секоја година за да видиме дали ветеното што од договорот кој што ќе биде со човекот или фирма или клуб или федерација кој што ќе земе да ја стопанисува, дали ги исполнува условите од договорот. Доколку не ги исполнува, во најпресможено ќе биде раскинат договорот и Министерството ќе земе повторно таа сала или државата под своја. Така да нема да оставиме да пропаѓа за спортски објекти во кои што државата инвестирала и народот, сепак тоа се народни и државни пари, и треба да сите научиме да бидеме многу поодговорни, да се однесуваме многу поодговорно кон се што е јавно, затоа што на крај на денот сепак тоа се сите пари на сите нас, и доколку не се научиме и се однесуваме расипнички, што и да направиме ние за 5 до 10 години повторно ќе биде руина. Да, кога сме кај малверзациите, обвинителството отвори една истрага за злоупотреба со спортските ваучери, тоа е судски процес кој трае, таму знаеме дека е обвинет екс-директорот на Агенцијата за млади и спорт Научи Мојсовски, директорот на МОК, директорот на МОК Даниел Димевски и други вработени. Дали вие сте некако сега како министар консултирани нешто за овој случај, можеби нешто, дали нешто бараат од вас некакви информации или тоа веќе си тече како процес? Тоа си тече, да се надополнам, мислам дека во вчерашниот ден или ден предходно беше покренато уште едно обвинение против претседателот на Олимписки комитет за малверзација со спортски објекти. Значи веќе има 2 обвиненија покренати и мислам дека скоро истите луѓе се замешани и таму. До сега не консултирале за ништо, меѓутоа она што можам да кажам дека Министерството стои на располагање да за се што мисли било кој во оваа држава, било која институција, дека може да помогнеме. Вратите се отворени за секаква документација, се што мисла дека им е потребно за не знам никако функционира тој дел, меѓутоа едноставно стоиме на располагање на сите во институцијава да се расшири тој случај. И мислам дека една од причините кои што мора да се заврши тој случај и да оние кои што заслужили и што има докази против нив показно завршат таму каде што има и местото, заради се она што се нарекува спорт во Македонија и се она што ние се бориме, а тоа е да биде еден чист спорт. Да, мислам дека такви девијации во спортот посебно не сме да има. Можеби во другите сфери на функционирање на држава се појавували предходно, меѓутоа никош предходно во спортот немало вакви девијации, вакви луѓе да бидат дел од спортот. Добро, знаеме дека во спортот во минатото сме имале афери кои се поврзани со корупција во сите сфери на спортот, значи во изминативе 3 децении од постоењето на држава, ајде да речеме. Предпоставам дека тоа ќе биде еден од предизвиците во поглед на справувањето со проблемите, бидејќи таа корупција понатаму разјадува се таму во целиот спортски систем. Точно е дека спортот е корумпиран во овој момент, меѓутоа верувајте дека нашите интенции се да не можете вие да го сведете, да ја сведете корупцијата на нула, затоа што никаде во светот не постои 0% корупција, меѓутоа значително ќе ја намалиме корупцијата со самото тоа што најпрво ќе правиме ригорозни контроли на секаде низ Македонија, дали се работи тоа за федерации, дали се работи за клубови, затоа што сите тие примаат државна помош и ние сме
ние сме обврзани да ги контролираме тоа, каде се трошат средствата кои што државата и народот ги дава за помош на спортот. И јас сум сигурен дека за 3 до 6 месеци значително ќе намалиме корупцијата, затоа што веќе од септември ќе почнат многу ригорозни контроли, најпрво кон сите федерации, потоа и кон сите клубови. Така да не сум баш сигурен дека корупцијата во овој момент ќе има многу шанси. Дека ќе пробува, дека ќе се протне нешто ситно, сигурен сум дека ќе најдат начин тие умови, затоа што ние додека размислуваме за позитивни работи, тие 24 часа од денот го користат својот ум за да најдат начин како да, не само делот на спортот, генерално зборам, како да најдат начин да направат нешто кое што ќе биде на штета државата и народот. Да, за жал е така. И еве за крај најдов една спортска анализа, ајде да речеме направена на куска анализа, бидејќи на крајот на краиштата кога зборуваме за спортот, зборуваме за резултатите, пред се за професионалниот спорт. Тоа е она што не интересира, каде сме, што сме и како тоа да го подобриме. Па еве овде се вели дека првата македонска лига скоро да нема никаква атрактивност, немаме гледаност, немаме гледачи на трибините. Не напредуваме во европските купови, ништо не е подобра сликата во кошарката, одбојката, другите екипни спортови, летните олимписки игри исто така, немаме олимписки норми, сите се со вајлд карта. Значи, гледаме дека состојбата не е добра. Претпоставам дека ова е она што не интересира на крај да биде како еден позитивен резултат кој треба да се подобри. Видите, не е само резултатите. Значи, кога зборуваме за резултати, зборуваме за врвен спорт и резултати во врвниот спорт. Имате еден друг сегмент кој што се вели успех. Успех може да се подели во на повеќе дела, тоа значи успех за нас како држава и за нас како министерство, може да значи и да што повеќе дечиња, ако сега се занимаваат со спорт 1000 дечиња, да направиме да се занимаваат 3000 дечиња. Со самото тоа ние градиме поздраво општество, затоа што не се само резултатите. Точно е дека резултатите се такви какви што се. Од кои причини ќе направиме анализа во периодов и ќе даеме одговор на сето тоа, ќе направиме своји програми за развој, затоа што јас имав веќе со 10 на 15 федерации состанок на кој што разговаравме, на кој што побарав да спремат конкретни програми за развој во нивниот спорт, програми кои што ќе бидат поддржани од Министерството за спорт, меѓутоа само под еден услов, а тоа е да носат и да гарантираат некои резултати. Доколку не гарантираат и не испорачаат резултати по инвестирањето во тие програми, на следната година веќе ќе им биде таа помош скратена и ќе оди кај друг. Така да, ова е, мислам, еден од начините како може да се подобрат резултатите, доколку вие само истурате средства на празно во спортот и не барате и не ги притискате позитивно федерациите, клубовите, спортистите, сите чинители, доколку не ги притискате позитивно за подобар резултат, верувате дека ќе се осеќаат и тие комотни на својата позиција, ќе се осеќаат комотни да не испорачаат ништо за она што државата го вложува во нив. И мислам дека еден од начините нормално е создавање на најпрво услови за функционирање професионално на тие спортисти, а после тоа и да ги стипендирате тие програми, меѓутоа и да барате резултати. Така да резултатите, мислам дека и притисокот позитивен спортски, можам да го кажам, кој што ние треба да го како министерство да го наметнеме кон федерациите, кон индивидуалци, кон колективните спортови, мислам дека ќе даде еден позитивен инпут и ќе се видат резултатите, можеби не на краток период, меѓутоа на среден рок ќе се видат резултатите. Посебно тоа можам да го согледам вака по првите состаноци кај индивидуалците, кај индивидуалните спортови, затоа што тие во досегашниот период беа и најзапоставувани. Ние, например, имаме двајца доста, како еден пример само, двајца доста талентирани скијачи, кои што не им била буквално никаква помош даена од државата и прават резултати сами од себе. И сигурен сум дека со правилно стимулирање на државата, конкретно се зборим, имам повеќе такви, меѓутоа со конкретно стимулирање на програмите кои што тие ќе ги предложат, мислам дека ќе бидат уште подобри и уште подобро ќе представуваат Македонија. Така да има просто многу за напредок. Меѓутоа кажав, мора да имате стратегија, мора да имате план како тоа ќе го направите за
сите на крајот на денот видиме бенефит и спортистите и народот да повторно го осети тој победнички менталитет, затоа добро кажавте, ние не се сеќавам кога последен пат сме се израдувале како нација на некој спортски голем успех. Последниот беше на македонската репрезентација во фудбал, претходно беше на ракометната репрезентација, меѓутоа се тоа пред многу години. Ние повторно мораме да ја направиме Македонија победничка држава. Да, добро. Одлична реченица за крајот на емисијата. Господине Ристовски, министре, ви благодариме за учеството. Ќе почекаме еден период, па повторно ќе направиме пресок да видиме до каде сме. Благодарам на поканата. Со ова го завршуваме и првиот дел од емисијата. Останете со нас, одиме со реклами и продолжуваме со вториот дел со професорот Рубин Земан.